Со повеќе од 100 надпревари за македонската фудбалска репрезентација, со најголем број дадени голови, Горан Пандев е најдобриот македонски фудбалер. Денеска со мене на паузата помеѓу два тренинга и пред надпреварот со Полска и со Словенија. Горан, здраво. Здраво. Какво е чувството да бидеш најдобриот македонски фудбалер? Па, чувството е прекрасно, стварно. Се што го направив во мојата кариера, за мене и за мојата фамилија, но стварно голема гордост. Среќен сум што сум уште во репрезентацијата. Овие сигурно за мене се последни надпревари во репрезентативниот дрес и се надевам дека ќе ми се оствари желбата, тоа е пласман на Европско првенство и да биде шлак на мојата кариера. Какви не се реалните шанси да се пласираме на Европското првенство? Па мислам дека имаме реални шанси. Надпреварот со Словенија мислам дека за нас ќе биде одлучувачки надпревар. Се надеваме дека ќе го добиеме овој надпревар и после ќе ни останат уште три финали. Знаеме дека играме со Полска и Австрија, стварно се добри репрезентации, многу силни репрезентации, али ние нема што да изгубиме. Ако не можеме преку квалификациите, имаме во март преку Лига на нации, уште еден надпревар бараш и мислам дека ова генерација заслужува да игра на едно големо надпреварување. Кога во 2000-та година некаде ја почнуваше кариерата, дали воопшто помислуваше дека ќе стигнеш волку далеко, дека ќе ги постигнеш сите овие успеси или мислеше, окей, ќе играм фудбал кратко, па докаде ќе ме однесе? Па, како што кажа, окей, ќе играм фудбал кратко, мислам дека за мене фудбалот е едноставно забава, што стварно највише во мојот живот го сакав. Почнав како забава, али после кога отидов во Италија стана стварно се занимавам на професионален план. Работев напорно. Не очекував дека толку многу ќе постигнам во мојата кариера, али мислам дека со макаторна работа, верба во себе и со помош на Господ сигурно дека и здравјето што ме служеше, бидејќи немав некои поголеми повреди во мојата кариера, и мислам дека тоа е успех за мене и за една мала земја како што е Македонија, бидејќи да излезеш од Македонија на 18 години да успееш во Италија не е мала работа. Од каде љубовта кон фудбалот? Дали се сеќаваш на првите тренинзи, дали се сеќаваш на првите надпревари што ги играше? Па почнав уште мал на 10 годишна возраст во Беласица. Играв и ги поминав сите категории. На 15 години почнав да играм и за првиот тим на Беласица и после на еден турнир во Виареджо не виде луѓето од Интер и не ангажира мене и Јаце Стојков и така продолжи да се остварува мојот фудбалски сон. Јас ќе се задржам уште малку на репрезентацијата. Имаше еден период кога не играше за националниот тим. Какво беше чувството да ги гледаш утакмиците на телевизија? Не беше нервоз? Сигурно дека ова беше најтежок период во мојата кариера, бидејќи да се откажеш од репрезентација не беше едноставна идејата, али имаше многу причини што не сакам да навлегувам, бидејќи после моето враќање се смени многу работи во македонската репрезентација на позитивно ниво и во последните 4 години скокнавме многу места на рангинг на FIFA и на UEFA и мислам дека тоа е еден голем успех. Што кажав, најголем успех ќе биде на големо надпреварање, али се надеваме дека тоа ќе се оствари во брзо време. Каков си кога гледаш фудбал на телевизија? Цуеш, се нервираш? Па да ти кажам наискрено, сега со фамилијата дома со деца нема многу ни време да гледам фудбал. Кога сум слободен, сигурно моето слободно време го користам со мојата фамилија. Али сигурно преварите од Лига на шампиони или кога не играм во репрезентацијата, кога имам повреди или кога сум казан, сигурно дека следам репрезентацијата од надворе по нервозно. Не само за репрезентацијата, гледаш ли италијански фудбал, германска лига, француска? Кога имам слободно време, сигурно. Подобро да бидеш внатре да трчеш, да имаш помалку нервоза отколку што си надвор. Пошто го спомна веќе семејството, ајде да позборуваме малку за приватниот живот. Како е да се биде успешен спортист, а при тоа да се биде татко на 3 деца? Не е едноставно, бидејќи има многу малку време за децата, за мојата фамилија, али најсреќен сум во животот што најдов жена како на деца, бидејќи
стварно да се успее на едно вакво ниво, треба да имаш поддршка и од жената. Мислам дека и она, како што сум заслужен јас, и она е најзаслужна за тоа што го постигна во мојата кариера, бидејќи направи, се жртвуваше многу за мене и за нашата фамилија. А и помагаш ли во однос на децата? Дали некогаш си сменил пелена во животот? Дали може би си станал ноќе ако детето плачело, а на децата во моментот не можела? Барем еднаш? Тоа не. Види, ние имаме 3 деца и стварно пелени да променам, не знам, ја некои други работи Ги шеташ во парк. Да излеземе во парк или на сабајле кога сум слободен да ги однесам до училиште, тоа сигурно кога можам помагам, али како што кажав, Надица е се во нашата фамилија. Кога се шеташ по улица со децата, со сопругата, те препознаваат, те застануваат да се сликате, бараат автограми? Да, во Италија, не само во Италија, и овде и во Македонија и на другите места. Да, малку на децата е чудно, бидејќи знаеш дека си татко и они тато зошто се сликаат, зошто тоа, али кога ќе пораснат уште малку ќе сватат што постигнал нивниот татко. Синот се вика Филипо. Да. Го крсти по твојот фудбалски идол. Зашто одбра такво необично име? Па така се договоривме со Надица и така првото дете го крстиме Филипо. Ана и тедата е Софија, да. А синот тренира фудбал? Да, тренира во еден приватен клуб во Дженова. Мислам, Го има твојот фудбалски талент? па добро, има нешто, али не го форсираме, нашата фамилија не го форсираме Филипо да иде на фудбал. Тоа треба да му биде забава, бидејќи не знаеш животот што ти носи. Ама па неодамна ти изјави дека ќерката Ана покажува поголем интерес за фудбалот од синот, дека и Ана иде на тенис, се забавуваат, идат на пливање и мислам дека сега е најважно они да бидат среќни и да се забавуваат после што ќе одберат тоа. Какви деца се? Мирни, повлечени деца, сакат да учат и добро, сигурно не е едноставно да имат една позната личност позади нив, бидејќи кога идеш во школа и во центар или кога излегаш во ресторант, сите те прашуваат, како што каже, сите се сликаат и не е едноставно кој каже деве го на Филипо, татко му или Филипо, знаеш. Али добро се справуваат со тоа, како што кажав, уште се мали и се надевам дека за некоја година сами ќе почнат за нив да си гледат. Дома со децата зборувате македонски или италијански? Македонски, сите збориме дома македонски, да. Како се справува Надица? Рече дека убаво се снаоѓа, дека си среќен што се нашол жена која што... Да. Дали таа сака фудбал, дали доаѓа често на твоите надпревари? Па, кога играме во Италија, бидејќи има сега термини, играме некои утакмици во 12:30, играме во 3, кога играме во 3 или во 12:30 преку ден, доаѓаат на вечер покасно е малата треба да спи, али кога играме у Дженова доаѓаат стално, бидејќи Филипо и Ана сакат да гледат фудбал. Како се запознавте со Надица? Со Надица сме уште... Да, колку долго сте заедно? Многу, се познаваме од 15 години, скоро заедно пораснавме и како што кажа, тоа е најголемата среќа за мене во животот, бидејќи знаеш во Италија не беше едноставно на млади години да идеш сам па да дојде брзо. Да, она дојде во Рим после 3-4 години. Јас бев сам на почетокот во Италија и после она дојде. Али за мене ноќниот живот и овие други работи не ме интересира, само едноставно фудбалот и со Надица. Иако велиш дека дојде да живее со тебе во Италија, вие сепак свадбата ја направивте во Струмец. Да. Како беше свадбата? Ги истеравте ли сите оние македонски јадети? Да, ги истеравме овие македонски јадети. Свадба како свадба, нормално, имаше мал круг на пријатели и тоа, мислев ако правев голема свадба требаше да поканам цела Италија да ти дојде на стадион, али така најблиските и мислам направивме една добра забава.
брат ти игра фудбал. Да, Сашко. Дали, не знам, му даваш фудбалски совети, дали му се мешаш во кариерата, дали тој некогаш знае да ти рече и слушај, ова беше добро, ова не Не, беше. збориме за општо за фудбал, бидејќи само тоа разбираме и двајцата, друго нема и ништо да збориме. Сашко веќе 32-33 години, мислам дека не треба да му давам некои совети и он е на својата Дури низ годините на кога својата кариера. растете? Да, порано зборевме и за тоа. Имаше шанса во Динамо, али не ја искористи. Така, не може секој да успее во фудбалот. Али он проба, мислам дека се работеше за добар талент, али не успеа, за жал. Какво детство имавте? Се сеќаваш на детството, што најмногу сакавте да правите заедно? Ја игра стално фудбал по цел ден, а он правеше и други работи, сакаше да се во малото правеше и Сашко малку попргав од мене, сака да непослушен, едноставно. Ја бев мирен и за мене беше само фудбалот во глава. За школа многу не бев како што треба, али фудбалот ми помогна многу. Те поддржаа ли родителите во идејата дека сакаш да играш фудбал и професионално да се занимаваш, или кога беше дете имаше некој период кога сака да завршиш факултет, да бидеш нешто друго во животот, ти се лутат ли што не си завршил факултет? Не, моите не ми се лутат, имав сигурно голема поддршка од нив и треба да и се благодарам на нив за тоа што сум ден, бидејќи ако не беа они немаше ни ја да постигнам ова што го постигна сега. Мајка ми сигурно беше малку построга, сакаше да учам. Доста е со фудбал, само фудбал, земи малку книга, учи нешто и нема да бидеш фудбалер. Од прво до осма бев солиден. Стварно учев, али после кога средна школа прва година по цел ден на тренинг на таму и после втора година отидов за Италија. После почнав воредно, ме запишала се вратив едно лето, ме запишала воредно, не знаев дека треба да иде да полага. Јас само што си дојдев од Италија, знаеш сакаш да прочиташ да излезеш со другарите. Леле сабале, треба да идеш да полагаш. Треба да учиш, да полагаш, да завршиш барем средно. Та. Само што рече дека мајка ти рекла нема да бидеш фудбалер. Каква е ситуацијата сега? Се гордее со тебе? Па да, сигурно дека се горда, али кога успеа во Италија, сигурно и на нив не беше лесно, бидејќи има голем притисок и од медиуми и интервју. Знаеш дека моите родители се повлечени луѓе што не ги интересира многу да бидат на највисоко ниво и малку и беше чудно, затоа што за нив сум стално горан, не сум некоја звезда и така. Пред неколку години го формираше клубот Академија Пандев. Колку си задоволен од резултатите кои што ги постигнуваат во Македонската лига од фудбалерите, меѓутоа и од академијата, од младите кои што доаѓаат во самиот клуб? Проектот Академија Пандев го отвори стварно за децата, за младите во Струмица, бидејќи Беласица и Тиверија бево немаше скоро ништо, има некои проблеми. Сакав прво да ја помогнам на Беласица, али со некои луѓе не можевме да се договориме и отворив сама академија за да ја помогнам на децата. Сигурно дека не ни беше да имаме прв тим, али со текот на годините се направи тоа. Мислам дека добро функционираат. Покажа последните години дека првиот тим стварно има добар успех во своја Купот на Македонија, што за град како Струмица е голем успех. Сигурно дека може уште да се напредува, али целта ни е да ги форсираме помладите играчи, ако може да ја помогнеме да идат во страна. Тоа дали има тука таленти кои што може да дадат? Има 2-3 добри млади играчи, таленти што сега добиваат шанса во првиот тим и се надам дека за некоја година ќе заминат овде. Бидејќи, како што кажав, најдобро е што порано да излезат од Македонија, бидејќи овде условите кај нас знаеме сите какви се, не се баш најидеални и мислам дека може да напредуваат повеќе надвор од Македонија.
Кариерата ја почна во Беласица, Да. за една година веќе замина во Италија. Да. Тешко ли ти беше да се снајдеш во тинеџерските години во сосема нова, поинаква средина, да го научиш јазикот, да го научиш менталитетот? Сигурно да, на 18 години замина во Италија, али предност беше што имав и другар како Аце Стојков, што отидовме заедно. Сигурно на почетокот не ни беше едноставно, али отидовме во еден голем клуб како што и Интер, ги имавме сите услови. Ни најдоа професор по италијански. Секој Колку време ти требаше да научиш италијански јазик? 5-6 месеци почнавме да збориме италијански, сигурно секој ден идевме на школа и тоа ни беше голема предност. Не одам да признам дека пред да почнеш да играш во Италија, си бил голем фан на Милан. Да. Меѓутоа почна да играш за Да. Интер. Како беше чувството на почетокот кога играше против омилениот тим? Па јас бев фан на Савичевич, бидејќи мој идол беше Дејан Савичевич, а тој период Дејан Савичевич играше за Милан и така сакав Савичевич и навивав за него и за Милан. Се сретнавте некогаш на терен еден против друг? Со Савичевич не сум Ви играл. се развидоа кариери? Да. Он заврши, јас почнав да играм во Лацио. Сега, нели, освен што играш за Дженова, па најаваш за нив, Да. за кого најаваш? Сега навивам за Дженова, сега сигурно омилени ми се кај што сум играл и Лацио и Интер и Наполи, али мислам дека Интер е клуб што треба, што најмногу постигнав и што е клуб што ми смени кариерата, бидејќи ме донесе од Беласица, кој никој ништо не знаеше за овој клуб во Италија. Веруваше во мене и ме врати назад кога беше најпотребно и освоивме Лига на шампиони после 45 години, кој тоа се запише во историјата на Интер. Велиш дека Галатасарај ти беше можеби најголемата грешка што ја Да. направи во кариерата. Толку ли беше лошо во Турција? Па како за живот, за природен Истанбул е стварно прекрасен град. Галатасарај е еден од најголемите клубови во Европа, сигурно и имаш и добри услови за работа, али знаеш кога си навикнат во Италија после долги години во Италија да промениш земја и потпишав само една година договор, сигурно и овде беше мојата голема грешка. Бевме 12 странци, имав право да играме само 5. Повикот од Прандели последниот ден од преден рок, не сакав да заменам во Наполи, имав и некои други понуди од Фиорентина и од Милан, или се одлучи за Галатасарај, бидејќи ми се јави Прандели последниот ден од преден рок, дојде овде ќе играме Лига на шампиони, имаме одлична екипа и тоа малку ме залажа, али секој пат не е секој што треба во кариерата. Па добро, од грешките се прават и учиме. грешки, да, се учат од грешките и мислам дека на финансиски план поминав стварно одлично, али за мене никој пат не се биле финансиите на прво место. Требаше да бидам среќен, мојата фамилија да биде среќна, што не беше така. И после се вративме во Италија и така. Лацио, Интер, Наполи, Дженова, каде ти беше најубаво? Па добро, мислам дека најдобрите утакмици ги одиграв во Лацио, стварно во Лацио одиграв 5,5 одлични сезони. Постигнав многу голови и до ден денес јас и Клосе сме најдобри стрелци странци во стрелци во Лацио и тоа ме прави горд. Се разделив на лош начин и за тоа најмногу желам, али како што кажеме, таков е спортот, таков е живот. Недавно доби италијанско државјанство. Да. Дали тоа значи дека кога ќе ја завршиш кариерата, планираш да останеш во Италија? Па да, после долги години добивме цела фамилија италијанско државјанство и сигурно наша желба е да останеме таму да живееме, бидејќи нашите деца веќе таму се навикнат, идат во училиште таму, имат своји другари. Едноставно да се вратиме назад, не знам како ќе биде, али за сега планот ни е да останеме во Италија, после ќе видиме. Не велам дека си пред пензија, ако самиот кажа дека годините Да, се уште веќе малку. ти, дека Да. крајот на кариерата се гледа, меѓутоа, имаш ли планови што понатаму? Па видите, наискрено да ви кажам, сега размислам само на да го одиграм оваа сезона, да се забавам, да одиграм најдобро, да ме служи здравје, али после од лето ќе видиме. Немам стварно никакви планови. Еден ден кога ќе одлучам дефинитивно да го оставам фудбалот, тоа и за тоа ќе размислувам. Ти благодарам што одвои време помеѓу тренинзите по овој напорен период кога навистина се спремате за
овие важни утакмици и се надевам дека ќе се исполни сонот да играш на европско првенство. Дай Боже, ви благодарам и на вас за поканата на